Денес имав прилика да ги изнесам нашите наводи поради кои поднесовме барање за утврдување на одговорност за нестручно и несовесно работење на судијата Добрила Кацарска, и тоа по три основи: пристрасност, повреда на одредбите за правично судење и повреда на судскиот кодекс, односно дискриминација по основ на пол и политичка припадност. Имавме прилика да ги изнесем моите наводите, едната и другата страна. Останува сега да видиме дали и како судскиот совет ќе одлучи по истото. Добре, што според вас се однесува повредата? Вие рековте дека судиката имала намера, веќе имала формирано мислење и дека сакала експресно да ја осуди. Намерата се гледа во начин на кој што ја изрече пресудата за другиот предмет кој што се одвои за Тенк, односно кажа дека Гордана Јанкуловска го поттикнала Ѓоко Поповски да го стори кривичното дело уште пред да почне судењето за Јанкуловска. Истата таква изјава беше наведена и во пресудата за тој предмет, со што се повреди презумпцијата на невиност, загарантирана со член 2 од ЗКП, како и со член 6 став 2 од Конвенцијата за Европската конвенција за човекови права, и се покажа дека има основан сомнеж за да се сомневаме во пристрасноста на судијата, имајќи ги во предвид и судските пресуди на Европскиот суд за човекови права, кои што во вакви слични ситуации утврдиле дека има повреда. Тоа јас го искористив при излагањето, што вака најде малку на отпор, бидејќи сметаа дека тоа не е содржано во првичното писмено барање. Кои права билеускратени на екс-министерката во однос на бременоста? Уставното право на мајчинство, правото на породилно отсуство било ограничено. Исто така правото да ја подготвува одбраната и било ограничено со оглед на интензитетот на одржаните судски рочишта. За 20 на дена имаше само за овој предмет 12 рочишта и плюс уште 3 рочишта другите два предмети за кои што се води постапка против Јанкуловска. Исто така и самата комисија за спречување на дискриминација утврди дека со своје мислење дека постои дискриминација по основ на пол и политичка припадност. Како очекувате да биде одлуката на судскиот совет? Искрено немам некои очекувања. Знаеме сите како работи судскиот совет. Имавме прилика пред неколку недели да чуеме и сегашен градоначелник како изјавува дека му бил вршен притисок од извршната власт да се разрешат поедини суди, така што искрено оставам на времето да покажем.